Добре дојдовте во актуелна тера. Еве ги вестите на денот. Се чека да падне цената на ајварката. Министерот Спасов го отвори старскиот дом во Кравари. На старите им фалела младоста. Најдена локација за градинката во Кравари. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, градоначалникот Владимир Талевски, инвеститорот Димче Дристовски денеска во Битола отворија нов дом за стари лица Свети Спас во Кравари. Градоначалникот на Битола рече дека има интерес за отворање на домови за стари лица во општина Битола. Во касарната веќе има заинтересираност. Маја Богоевска. Министерот за труд и социјална работа Диме Спасов на отворањето на домот за старски лица Свети Спас во Кравари истакна дека денешниот се надополнува кон досега отворените 16, од кои 13 само во 2013-2014 година. Со тоа потенцира тој се потврдуваат заложбите на Министерството во насока на поттикнување на приватниот сектор да инвестира во нови домови за стари лица. Сите овие старски домови вработуваат повеќе од 200 лица во објектите, што значи дополнително придонесуваат за зголемување на вработеност, особено на негователите и медицинскиот кадар кој што е потребен во истите. На инвеститорот би сакал да му честитам, се работи за значајна инвестиција во Битола во овој дел, во делот на приватни старски домови, за значајно зголемување исто така на капацитетите. Минатата, тоест на почетокот на оваа година го отворивме новиот дом, новиот објект на Сју Рајдер, што значи дека Битола во изминатиот период има низа на инвестиции во овој дел и значително подобрување на условите и на капацитетите и во јавните установи, меѓутоа исто така и во однос на приватните установи за сместување и грижа за стари лица во нашата држава. Градоначалникот на Битола рече дека има интерес за отворање на домови за стари лица во општина Битола, во касарната веќе има заинтересираност. Ова е исто таква една инвестиција која што во секој случај придонесува за подобар живот на нашите граѓани. На самото место видовме неколку веќе од нашите луѓе кои што се враќаат од странство, кои што имаат можност да си платат и едноставно својот живот да го врват овде, на овој начин. Значи со 24 часа грижа за нивното здравје и се разбира разонода која што ја нуди самиот центар, самиот старски дом. Во таа смисла сакам да информирам дека интересот и понатаму продолжива, затоа што неколкумина веќе ни се јавија и се интересираат и за објекти и за нови парцели за изградба на други старски домови. Значи конкретно зборувам, веќе има заинтересирани кои што сакаат да инвестираат во делот на касарната, па се интересираат за дел од објектите кои што се уште не се ставени во функција, кои би биле условите, на каков начин можат да ги купат, колку би чинела инвестиција. Овој дом е еден од најсовремените, вели инвеститорот. Овој старски дом е еден од најмодерните и најсовремените старски домови не само во државата, него и пошироко. Бидејќи јас со мојата екипа бевме во неколку држави од Европската унија и ги видовме старските домови. Према тоа, нашиот старски дом е навистина, со задоволство можам да кажам дека е еден од подобрите, бидејќи на почетокот градоначалникот кажа дека ние поседуваме и опрема која можеме, значи, во секој момент да искористиме за да можат нашите постари пензионери да ја користат и услугата. Домот за стари лица Свети Спас во битолското село Кравари е составен дел на комплексот Свети Спас за пружање на современи медицински услуги. Денеска е светскиот ден на постарите лица. Она што им недостига на луѓето од трето доба била младост. Кои се земјите во кои најмногу се грижат за старите лица? Според една студија, тоа се Шведска и Норвешка. Во светот и во Македонија денеска се одбележува 1 октомври, меѓународниот ден на постарите лица. Светската здравствена организација во Бразилската декларација прашањето на здравото старење го поставува во контекст на одржливиот развој, а здравите постари лица ги смета за важен ресурс на своите семејства, заедници и економии. Лицата во Битола поделени во мислењето за тоа колку се почитувани од помладата популација. Се ни е добро, само да сме млади, ама не можеме да бидеме. А за младите колку поштува, тоа веројатно вие го знаете, пошто сте млади, колку поштувате. Младите малце поќе да почитуваат. Кој ќе се качиш во автобусот да ти прават троа чеса. Знаеш.
Иначе, Кој е за дома, мене ме почитуваат појќе него Господ, да ти кажа право. Ја имам сна, син, внуци двајца, како вас да сте здрави и живи. Ме почитуваат премногу. Секој си има своја домашна математика, тоа не може да знае. Според Helpage International, непрофитна организација со седиште во Лондон, на листата на држави кои најмногу се грижат за економската сигурност и здравието на лицата постари од 60 години, водат Норвешка, Шведска, Швајцарија и Германија. При составувањето на листата следени се 13 параметри, а рангирани 96 држави, бидејќи останатите немаат за секој од критериумите. Од државите од поранешна Југославија, најдобро е рангирана Словенија, а Босна и Херцеговина и Македонија не се на листата. Ги запрашавме денеска постарите лица што е она што им недостига во нашето општество. Ништо за нас арно е вака, пензијата и се сунчаме ништо ни. Да правим ове џабе. Редовно ко се зема пензија една друго арно е. Да не почнат да кинат како порано на 2 месеци една, што е нечи. Што не треба? Општеството не ни чини. Општеството опште не чини. Сиромаштија голема. Инаку во светот моментно има 868 милиони луѓе постари од 60 години, што и речиси 12% од целокупната популација. Се очекува таа цифра да се зголеми. Анализите укажуваат дека до 2050 година ќе биде 21%. А во Старскиот дом Сјурајдер во Битола, по повод овој ден беше организирана трибина на тема хепатитис А или заразна жолтица. Сега за најмладите. Најдена локација за градинката во Кравари. Денеска потврди Талески. Знаете дека овде подолг период бараме начин за простор, потрошивме повеќе време бидејќи објектите кои што ги одбравме практично не одговараа на сето она што значи критериум за отворање на детска градинка. Само да ве подсетам, овде децата беа сместени во објект кој што беше на поштата, кој што за потребите на поштата е сменет. Побаравме неколку објекти кои што за жал не ги испочитуваа критериумите и сега убедени сме дека последниот простор, а тоа е до местната заедница кој што е најден, е добар и со заедничка подршка од Министерството и локалната самоуправа сигурен сум дека ќе направиме на убава градинка, бидејќи како што знаете, овој дел од градот се шири. Значи ова не има тенденција на намалување. Значи ова е големо место, место кое што сигурен сум за некоја деценија ќе биде дел од градот. На овој дел се прошируваме и со делот на индустријската зона Жабен и така што мислам дека поранешната општина Бистрица навистина има капацитет, има многу дечиња и максимално ќе се вложиме да направиме квалитетни услови и за најмладите. Денеска сме за највозрастните, за повозрастните, а се разбира дека многу ни е значено и многу ни е важно да ги направиме максимални условите и за најмладите. Во таа смисла, следната градежна сезона, сигурен сум дека ќе почнеме со интервенција и дека до крајот на сезоната најдосна и таа градинка ќе ставиме во функција. Во октомври се бориме со ракот на дојка, тој пак косел во Македонија. Црната статистика покажува дека во 2012 во земјава починале вкупно 285 жени. Оливера Михајловска. Ракот на дојка коси и во Македонија. Веднаш зад кардиоваскуларните болести, малигните неоплазми се на второ место во структурата на причините за смрт на населението. Црната статистика покажува дека во 2012 во земјава починале вкупно 285 жени. Бројките сами по себе според лекарите се незначителни, ако се земе во предвид траумата, емоциите и патешествијата кои ги поминуваат жените кај кои е дијагностициран рак на дојка. 54 годишната скопјанка Добринка Младеновска за Фактор ја сподели својата животна приказна. Таа се сеќава дека пред околу 10 години на случаен самопреглед забележала промена и болка на едната дојка. Лекарите веднаш по прегледот и го потврдиле сомнежот. Кај неа бил дијагностициран рак, но не само на едната, туку на двете дојки. Ова за неа бил двоен шок, кој многу брзо и по интервентна постапка завршил со хируршки зафат. Ова информација за мене беше шок, неверување, па јас имав само 45 години, две деца средношколци кои беа на половина пат. Моите грижи беа како да ги насочам кон вистинскиот пат, а сега се соочив со страотна препрека.
сериозна за моето здравје. По првичниот лекарски преглед, кога ми беше кажано дека се зафатени и двете дојки, следеше биопсија, дополнителни прегледи и операција, се за околу 10 дена, бидејќи болеста беше во напредната фаза. И додека да бидам свесна што ми се случува, целиот живот ми поминуваше пред очи, но кога видов дека многу други жени го поминуваат истиот животен кошмар, решив да се борам за себе, за моите деца, за сопругот, за семејството, раскажува Добринка Младеновска. Утеха и волја за живот и храбро да продолжи напред покрај семејството на Добринка и дала и уметноста. Вели дека кога си болен, вистински знаеш што сакаш, што си сакал, а си пропуштил да направиш. Незиниот пример не е ниту првиот, ниту последниот во редот на оние кои секојдневно се соочуваат со болеста, но сигурно е мотив повеќе да се подигне јавната свест кај женската популација за сопственото здравје. Американската асоциација за борба против рак дала 3 основни препораки. Да се воведе само преглед кај секоја жена после 20-та година еднаш месечно. Да се воведе клинички преглед од лекар од 20-та до 39-та година еднаш на 3 години, а после 40-та година еднаш годишно и сите жени да се вклучат во мамографски скрининг. Со овие препораки просечната големина на тумор е помала од 1,5 сантим. Од денеска промена на времето, до која ќе се продава алкохол во малопродажба, наместо 21 од сега до 19 часот. Алкохолните пијалоци од денеска во трговските објекти ќе се продаваат од 6 до 19 часот. Продолженото време на продажба на алкохол, односно до 21 часот, траеше од мај до крајот на септември. За оние кои нема да го почитуваат законското решение за продажба на алкохол, се предвидени казни како забрана за вршење дејност во траење од 7 или 15 денови и парична казна до 5000 евра. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Каква е патната инфраструктура во Мариово? И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: како да се подобри квалитетот на воздухот? Со строги еколошки мерки, повисоки казни за загадувачите, поголемо користење на јавниот превоз, редуцирање на сообраќајот во центарот на градот. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Тројца македонски државјани се обвинети дека силувале малолетна италијанка која се пременила па абортирала. Судот за малолетници поднесе обвинение против тројцата и се товарат за сексуално насилство. Алкохолните пијалоци од денеска во трговските објекти повторно ќе се продаваат од 6 до 19 часот наместо до 21. Политичката дестабилизација и можноста за предвремени избори го натерала Мендух Тачи и неговите најблиски соработници да решат Конгресот да го одржат на 12 октомври во Тетово. Вкупно 162 доктори 3 или повеќе пати месечно за доцне подлого од 1 час на првиот закажан преглед во денот. Министерот Тодоров побара од директорите да поведат прекршочни постапки. Во Нови Сад по 8 час утрово дошло до експлозија на бомба поставена во автомобил паркиран пред стамбена зграда. Од експлозијата повреден сопственикот на агенцијата Динмик. Кај едно лице од Тексас бил дијагностициран вирусот на ебола. Тој е прв потврден случај на оваа смртоносна заразна болест во Америка. Се чека да падне цената на пиперката за да почнат ајварите. Граѓаните велат дека цените на зеленчукот се многу високи, посебно на пиперката ајварка. Весна Шеровска.
Иако денес не е пазарен ден во Битола, тезгите тежеа од производи, ама купувачи слабо. Во екна сезона за правење на зимница, цените изгор скапи. Пиперката ајварка се продава по 20 до 30 денари за килограм. За зелка треба да се одвоја 20 денари. Доматот се продава по 40 до 50 денари, во зависност од квалитетот, а зимскиот компир се продава по 30 денари. За краставица ќе платите 20 до 30 денари, а за кромидот од 20 до 40 денари, во зависност од квалитетот. Карфиолот се продава по 25 денари, црниот домат 100 денари за вреќе, а килограм корнишони чини 40 денари. Продавачите се жалат на продажбата, но велат дека тоа се должи на нискиот стандард на граѓаните. Повек на сезона, веројатно, немаштијата на пари го прави своето. Иначе цената ништо не е толку драстично смената, 25-30 на вреќа. Ама нема, куповната моќ веројатно на народот е таа. Општо ништо не сме задоволни од продажбата. Цените се високи доле, а тука нема ништо. Народот нема пари за да земат. Дел од граѓаните кои ги сретнавме по тезгите велат дека цените на зеленчукот се многу високи, посебно на пиперката ајварка. Дел од нив чека да се намалат цените за да се купат производи и да ја направат зимницата. Подрумите велат дека годинава нема да бидат полни со традиционалната зимница како во изминатите години. Скапа ни е. Скапа ни е пиперката, секој не може да земи на една пензија, што ќе земиш, па дали обврски или нешто друго и така. Но сепак ќе направите? Помалку, не како што сме правеле порано. Од се помалку да имам, а недоволно баш. Скап е пазарот. Да ви кажам право, за нашите примања како пензионери, тешко. Да се надаваме на поубави услови. Sad da li odgovara, ne vervam. Kaj nikogo ne mu odgovara cenata. 30 денари, скапи им се. Не, годинава не. Уште не. Чекам да паднат цените, ми се гледат многу високи. Само тоа е причината, друго не. А можно е и да не се прави со овие цени зимница, може да поминиме годинава и без зимница. Поред статистиките и пресметките, за подготовка на зимница едно македонско семејство ќе треба да одвои околу 200 евра. Минатиот месец по распишани потерници приведени се 9 лица, еден од нив и малолетник. Само во септември битолската полиција, работејќи според распишани потерници, привела 9 лица на територијата на секторот и истите се спроведени до соодветните установи, од кои и еден 16 годишен малолетник од Битола. Имено на 9 септември врз основа на потерница од Воспитно-поправниот дом Тетово. Спроведено е лицето ДМ 19 години од Битола за издржување казна малолетнички затвор во време трајање од 5 години, од кои излежал 4, а има за излежување уште 1 година затвор во казнено-поправната установа Затвор Велес. На 16 септември врз основа на потерница од Воспитно-поправниот дом во Тетово приведен и испроведен 16 годишен малолетник од Битола, осуден за издржување малолетнички затвор од 5 години, од кои издржал 4, а има за издржување уште 1 година во казнено-поправната установа Затвор Велес. На 18 септември, врз основа на наредба од Основен суд Битола, приведено и спроведено во казнено-поправната установа Затвор Битола е лицето J.A. 69 години од Битола за издржување казна затвор во време трајање од 20 дена. На 30 врз основа на писмена наредба од казнено-поправната установа Штип, лишено од слобода е лицето СК 30 години осудено за издржување казна затвор од 7 години и 9 месеци, а има за доиздржување уште 3 години, 4 месеци и 8 дена. Бидејќи секторот за внатрешни работи Битола работи на подрачјето на општина Прилеп, по потерница од тамошниот Основен суд, 5 прилепчани на возраст од 30 до 53 години се приведени и спроведени. Уште малку остануваме кај полициските билтени, кривична за креатин и метилен. СВР Битола поднесе кривична пријава против 38 годишниот ГЗ од Битола за сторно кривично дело неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги. Во јуни оваа година во Битола од страна на полициски службеник извршен претрез во домот на пријавениот, при што се пронајдени 2 пакувања со тежина од 10,17 грама мешавина од креатин и 3,4 грама метилен диоксин пиловалерон. Уставните измени се во собраниска процедура, поделени мислењата во јавноста за или против дефинирањето на бракот исклучиво како заедница меѓу маж и жена.
еден од погласните и Хелсиншкиот комитет за човекови права на Македонија, од таму денеска во Актуел на Тера со Кочо Андоновски. Добре дојде во Актуел на Тера телевизија. Добро најдов и благодарам на Тера телевизија и на тебе Стебе што возможувате нашите аргументи и нашите ставови да ги изнесеме пред пошироката јавност. Зошто тие ваши ставови не се прифатени од другата страна? Веројатно некој сетира својата агенда без разлика што тоа значи за самата држава, за системот и за општеството воопшто, заради тоа што уставните измени вакви какви што се предложени го нарушуваат правото, особено амандманот 33, зборувам за него, го нарушуваат правото на семеен живот, на приватност и семеен живот, загарантирани со Европската конвенција за човекови права, нарушуваат правото на еднаквост, правото на принципот на владење на правото во нашето општество. Исто така се носат уставни измени во еден од најчудните моменти кога имаме најголемата политичка криза, односно ја немаме опозицијата во парламентот, а исто така можеме да забележиме дека и воопшто јавните дебати отсуствуваат за да можат граѓаните да се информираат и да знаат што во суштина се случува со системот во кој тие и понатаму. Во собранието тече ли таа амандманска расправа? Во собранието беше пред 2 дена последната јавна расправа која организираше владата, односно Министерството за правда. Ние бевме таму, ги кажавме нашите ставови, укажавме на тоа дека ова заради тоа што се многу јасни позициите. Европскиот суд за човекови... Ние сме демохристијанска влада и нашиот став е таков. Значи, апсолутно дека Европската конвенција за човекови права, Европскиот суд за човекови права во Страсбур и Венецијанската комисија потврдуваат дека државите имаат дискреционо право да го дефинираат бракот во однос на нивната традиција и согледување што се однесува на ова демохристијанска идеологија. Меѓутоа, исто така, праксата на судот, мислењето на Венецијанската комисија и самата конвенција укажуваат на тоа дека се крши правото на приватност и семеен живот, односно членот 8 од Европската конвенција за човекови права. Тука се и случаите и пресудите на самиот суд, како Шалкиков против Австрија, Гулдвин против Велика Британија или Валианатос против Грција, каде што јасно укажува дека бракот, иако државата има дискреционо право да го дефинира како заедница меѓу маж и жена, е потесен поим од семејниот живот. Односно, семејниот живот е нешто што самата држава не смее да навлегува да го контролира или пак да го обликува по своје наоѓање. Како сакате да гласи амандманот, односно како е вашата желба или пак аргумент со кој се појавувате нели визави владата? Ние апсолутно не се согласуваме со целиот амандман и мислиме дека треба да се повлече целиот амандман. И да нема такво дефинирање. Да, тоа е како уставна категорија. Како уставна категорија, тоа е дефинирано во закон. Со вонбрачните? Вонбрачните заедници. Тоа уште повеќе ви изнервира. Не изнервира, туку тоа ги крши правата на граѓаните. Тоа е во спротивно со конвенцијата и оддалечува Македонија од патот на кој тргнала, односно ние велиме дека одиме кон Европската унија, НАТО, нели тие западно цивилизацијски одредби, со ова ние практично ја кршиме конвенцијата. Тие имаат еден друг аргумент, повикувајќи се на проблемот со наталитетот нели во земјата и со високиот морталитет, дека стануваме стара нација и дека за одреден период, ајде да не го ставиме тоа во некоја временска рамка, ќе се соочиме. А јас не гледам како, затоа што бракот и сега во законот за семејство е дефиниран како заедница само помеѓу маж и жена. Јас не гледам како тоа ќе го заштити бракот ако се стави во уставот, а и не гледам како бракот е нападнат или пак загрозен. Кој забранува било кому да влезе во брачна заедница од спротивен пол? Со луѓе од спротивен пол. Значи, тие аргументи не држат. И воопшто самата аргументација која владата ја дава за амандманот е во спротивност со духот на нашиот устав. Од јавноста имате поддршка за тоа дали се прифатливи хомосексуални бракови? Ние не разговараме тука за хомосексуални бракови воопшто. Ние разговараме... Некои тврдат или пак вие ќе кажете дека тоа е спин, дека нема да се согласи ниту со посвојување на деца. Значи, воопшто ние не разговараме ниту за посвојување на деца од хомосексуални парови, ниту разговараме за хомосексуални бракови. Од каде тогаш таквата теза?
Каквата теза? За хомосексуални бракови, за дека ќе се побари посвојување на деца. Значи, тоа е, ќе треба да ги прашате тие што ја пружаат. Претпоставувам и вие знаете зашто така ви реплицираат. Не знам јас зашто они во уставот го ставаат дефинирањето на бракот. Тие се повикуваат на заштитата на традицијата и дека традиционалните бракови во Македонија, во сите религиозни заедници, биле помеѓу маж и жена. Тоа е спротивно на духот на нашиот устав, затоа што нашиот устав и нашиот систем се потпира врз принципот на владење на право, а не на традиција и на религија. Значи се повредува секуларноста на државата и се повикуваме на вредности кои воопшто ние ги немаме во нашиот систем. Тоа исто е како сега ние да прогласиме шеријат, нели? Да се повикаме на традиција, на религија. Тоа е надвор од нашиот систем и надвор од духот на уставот кој го обликува во овој момент нашето општество. Се носат нели таквите уставни амандмани да не може во еден период да се промени тоа со просто мнозинство со обично собранието на Република Македонија. Такво нешто е непознато во правото и како заштита на иднината. Тоа е апсолутно надвор од умот. Денеска прочитав еден текст, вели нормално е децата во преучилишна возраст и во пониски одделенија да сакаат да се дружат само со својот пол, меѓутоа ако се обкружени само со девојчиња или со момчиња и усвојуваат сите стереотипи за тој пол, што подоцна се одразува и врз емотивниот живот, па вели родителите треба да ја охрабруваат машко-женските пријателства. Значи ова се едни од тезите кои сега почнуваат да се појавуваат и тоа е еден од проблемите заради тоа што со дефинирањето на вонбрачната заедница како регистрирана вонбрачна заедница и сите други вонбрачни заедници, вика владата дека ќе го отвори законот за семејство и ќе го менува, ќе воведе регистар. Токму тука е и стравот, ние не знаеме што све владата ќе направи во тој закон. Таа не објаснува кога ќе го отвори веќе законот да го менува, што ќе направи во тој закон. Ние не ги знаеме последиците од едно вакво уставно дефинирање. Ќе ги одбраните сите ваши тези или не верувате? Ние секако дека веруваме дека сме во право и нашите аргументи се апсолутно потпрени врз меѓународното право, врз нашето право, врз нашиот устав и вредностите кои ги имаме во ова општество сега. И на крај едно мислење за парадата на гордоста во Белград. Значи, прво јас имам малку проблем со зборот парада, заради тоа што се случува, што се случуваше во Белград е Прайд марш или протест, а не парада. Во паради може би некаде каде што многу далеко отишле правата, па може би се претворило во некакви забави. Меѓутоа, апсолутно она што се слави со овие прајдеви, со овие протести, не се слави, се барат права. Тие и почнале во Њујорк 68 година, токму со барање на права како протест. А во нашиот регион ние не можеме да зборуваме за забава или за парада. Ние се уште се бориме за право на живот. Андреј Фајгел за Вечерни новости пишува вака: парадата, како обичај, има војно потекло и служи за покажување моќ. Токму, јас затоа и ви кажувам дека апсолутно не се слагам дека тоа е парада. Зборот и терминот е погрешен за она што во суштина се случува. Тоа се протести за да се побара поголема видливост и за да се побараат поголеми права, односно еднаквост на сите граѓани во едно општество. Донос си благодарам за гостувањето во Актуелна тера. Во друга прилика ќе анализираме за тоа како ќе поминат овие уставни измени во собрание и за други теми што во меѓувреме ќе бидат важни за Хелсиншкиот комитет. Благодарам уште. Благодарам и на вас. Подобрување на инфраструктурата во општина Новаци од големо значење за жителите. Се подобрува комуникацијата, но и се олеснува сообраќајот на патиштата. Маја Богоевска. Со цел да им го олесни животот на жителите, општина Новаци има голем број активности во областа на инфраструктурата. Градоначалникот Котевски потенцира дека годинава имаше големи врнежи, што им предизвика дополнителни проблеми. Каде што имавме проблеми, нарочито регионалниот пат Рапеш Старавина беше урнат и неспособен за пролаз. Во соработка со Македонија пат веќе го реновираме. Исто во програмата ние и пак со Македонија пат и платежната агенцијата за патишта санирање на патниот правец Кременица Скочивир, кој ќе почнеме и во текот на другата недела. А и во делот на таа инфраструктура имаме доста сработено, имаме локални патишта, скоро 20 километри асфалтирани.
До сега имаат асфалтирано неколку регионални правци: Мегленци Арматуш, Старавина Зович и други. Работат и на патот Гнеотивно Брод. Мора да го поврзиме, бидејќи сакаме да ја поврзиме старата општина Бач и тоа население пограничното со централната општина овде кај Новаци, за комуникацијата да биде подобра, да биде и пократка. Исто така асфалтиравме и 700 метра асфалт од село Живојно до манастирот Свети Атанаси во Живојно, кои тие пари се од платежната агенција за поддршка на земјоделието, а и од така и од Бирото за рурален развој имавме добиено средства за асфалтирање на 1 километар патишта, каде што асфалтиравме во Новаци, во Маково и во Бач. Од буџетот на општината имаме асфалтирано и околу 2,5 километри. Еден од поважните беше Новаци Добромири. Асфалтиравме еден пат од Новаци до Добромири во должина од 3 километри, кој навистина ни представуваше голем проблем, бидејќи беше толку многу беше оштетен, имаше големи дупки, имавме и големи поплаки од локалното население, со тоа веќе имаме завршено. Подобрана е комуникацијата на луѓето, движењето на возилата, побрзо стигнување до целта и едноставно кажено овие локални патишта, асфалтирањето и заштита на моторните возила да не се расипуваат повеќе, бидејќи беше макадам и имаше големи дупки. Во главната цел ни е комуникацијата на луѓето и соработката со централата тука во општината. Тој дополни дека кога се работи за инфраструктурата, како едни од покрупните инвестиции се помаќенаменското игралиште, кое е готово, како и тениското игралиште во селото Добромири, кое е повеќе од 80% завршено. Најдобрите голбал екипи на Сдруженијата на слепи и слабовидни лица од Битол, Охрид, Струга и Кичево во Демирхисар ги одмерија спортските сили. На регионалниот надпревар што се одржа во спортската сала Јордан Пиперката во Демирхисар, скоро во изедначена квалитетна игра, слепите лица од овие градови пред демирхисарската публика демонстрираа голема спортска борбеност. Регионалниот надпревар имаше квалификационен карактер, односно 4 екипи се бораа за обезбедување учество на државниот надпревар, што ќе се одржи на 16 октомври во Крива Паланка. Во завршните надпревари прва беше екипата на Охрид, а второто место го освоија битолчани. Еве што донесува светот на актуел. Потврден прв случај на ебола во Америка. И за други вести од светот, покусата пауза, останете со нас. Битолчанецот Петар Милошевски ги воодушеви присутните на Младински отворен театар. Дебатното кино Контра кадар продолжуваат со проекција на интересни филмови. Стиховно војување го промовираа новиот спот за песната Диета. Седум загинати, над 20 ранети во нов самоубиствен напад во Кабул. Двајца напаѓачи самоубици уништија два автобуса со афганистански војници во Кабул, при што загинаа 7 и беа ранети 21 човек. Одговорноста за нападот ја преседо талибанците, кои тврдат дека убиле 20 луѓе. Британските авиони ловци Торнадо ги изведоа првите напади врз целина исламска држава во Ирак откако парламентот одобри војни операции, изјави британскиот министер за одбрана Майкл Фалн. Тој наведе дека двата авиони веќе се вратиле во базата и според првичната оценка нападите биле успешни. Во меѓувреме и веста дека ирачки пилот по грешка наместо на своите војници пренесол хуманитарна помош на джихадистите на исламската држава. Тој бил должен за лихите да ги пушти над подрачјето на војската на Ирак, но помошта завршила на територија која ја контролираат милитантите на ИСИС. Регионалната влада на Каталонија одлучи да ја суспендира работата на кампањата за референдумот за независност, што локалните власти го закажаа за 9 ноември и покрај противењето на централната шпанска влада во Мадрид.
Ваквата одлука ќе важи додека Уставниот суд на Шпанија испитува легалноста на декретот на регионалниот председател Артур Мас за изјаснување на каталонците околу иднината на овој регион. Потврден прв случај на ебола во Соединетите Американски држави. Кај едно лице од Тексас бил диагностициран вирусот на ебола. Тоа е прв потврден случај на оваа смртоносна заразна болест во Соединетите држави. Пациентот неодамна престојувал во Западна Африка, а симптомите на еболата му се појавиле неколку дена по враќањето во Тексас. Спасувачката екипа го излече од површина шпанскиот спелеолог, откако 12 дена беше заробен на 400 метра длабочина во пештерата североисточно од Перу. Во спасување учествувале повеќе од 100 интернационални спасувачи, а веднаш по добиената помош Сесилио Лопес со хеликоптер е пренесен во болницата каде добил стручна помош од лекарите. Сесилио Лопес, кој ја истражувал пештерата, после падот се здобил со тешки повреди на кичмата. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Овде е крајот на денешниот актуел. Останете понатаму со Тера.